Со кратка музичка програма и положување свежо цвеќе на спомен бистите на Лјупчо Сантов и Раде Кратовче, денеска 23 март делегација од општина Кочани, Сојузот на борци, роднини, вработени и ученици во училиштето го одбележаа патрониот празник. Директорот на основното училиште Раде Кратовче во своето обраќање ги истакна значајните резултати кои ги остварили учениците во учебната година и тоа како се одвивала наставата во услови на пандемија. Во нашето училиште моментално учат некаде околу 470 ученици од различна националност, македонци, роми, турци, власи, поради што можеме да го наречеме мултиетничко училиште, вистинско мултиетничко училиште. Последните 2 години, поради актуелната здравствена состојба со COVID-19, условите за работа во училиштето се комплицираа и се појавија потешкоти при работењето кои негативно се одразија и на учениците и на вработените. Но сепак, и покрај ваквата корона состојба, нашето училиште функционира. А благодарение на трудот и залагањето на наставниците, стручната служба и сите вработени, нашите ученици постигнуваат завидни резултати со кои можеме слободно да се пофалиме. Нашите ученици учествуваат на безброј надпревари, конкурси, манифестации и слично. По завршување на кратката програма во дворот на Средното општинско училиште Лјупчо Сантов, директорот Игор Христов даде краток осврт за активностите на наставниот кадар и учениците во делот на проекти, учество на надпревари и реконструкција на училишната зграда. Во изминатите 12 месеци инвестирахме во наставни средства и помагала. Купихме училишен телескоп, набавихме и се уште сме во набавка на електронски панели. Го реновирахме подкровјето. Опремивме хемиски кабинет. Воведохме 2 дуални паралелки. Подпишавме меморандум за соработка со секоја по-голема компанија на територијата на општина Кочани. Нашите ученици учествуваат редовно во државните надпревари и носат позитивни успеси. Имаме ученици кои што ќе учествуваат на државните надпревари по англиски, по математика, по спорт и спортски активности. Учествуваме и сме единствена школа со највеќе проекти на територијата на Република Македонија од Еразмус плюс програмата. Бевме домаќини на стотици наставници, ученици и раководители од различни училишта ширум Европа. Денеска, кога истекува последниот рок од Еразмус плюс програмата, аплицирахме на 12 проекти кои што ни дава нова надеж за нов циклус и за нови сили во однос на Еразмус плюс проектите, па училиштето од статично го претворихме во динамично училиште, каде што нашите ученици се запознаваат со други образовни системи, нашите наставници учат дигитални алатки, истите ги применуваат во наставата. Потоа делегација се упати кон спомен бистите на Лјупчо Сантов и Раде Кратовче во градскиот парк, каде со поклонување и положување на цвеќе им дадоа почит и достојно го одбележаа патрониот празник.